Ромската етничка заедница од Кочани ќе се реорганизира, за да може да ги оствари своите интереси во општеството. Иако досега биле правени различни обиди да се изнајде соодветна организирана форма што ќе ги задоволи нивните барања, сепак со формирање на координативно тело за развој на ромската заедница 2020, кочанските роми очекуваат оти конечно ќе ги остварат своите заложби. Представници од невладините здруженија на заедничка пресконференција рекоа дека координативното тело е резултат на постојаните барања и иницијативи од граѓаните да се надминат личните интереси и да се преземат посериозни активности за остварување на заедничките барања. До сега сите ние во рамки на своите надлежности, активности, институции работевме и на некој начин дававме придонес, ама увидовме дека се онаа време кое го потрошивме во делење, во меѓусебни расправи и препикување кој е подобар, кој е полош, не дадоа резултати. Сега сваќаме дека сите заедно обединети и исклучиво со една цел, да работиме во интерес на граѓаните, ќе дадеме многу посилен сигнал до институциите надлежни за тоа. Целта е да не ги шетаме, значи граѓаните од врата до врата, туку да ние како и порано како нивни представници, луѓе кои има авторитет, кои го живеат и повторно кои ни го доверуваат после иницијативната средба нивниот авторитет, да едноставно направиме мост помеѓу заедницата и институциите, да создадеме документи, да побараме да се донесат документи како што во минатото знаете да беа донесени стратегија, акциони планови, но овој пат малку посериозни. Координативното тело за развој на ромската заедница ќе бара увид кај надлежните институции што било планирано, а што е направено со парите што се наменети за проекти и активности за оваа етничка група. Иако имало известни инвестирања во подобрување на комуналните проблеми, тоа било малку и не можело да се добие увид колку е реализирано. Затоа ќе била побарана средба со градоначалникот и одговорните во локалната самоуправа, пошто ќе следувале и конкретни активности на терен. Заедно со граѓаните ги анализираме нивните проблеми, а знаеме дека нивните проблеми се во последно време прилично така поинтензивни, особено во делот на социјалната заштита. Ќе формираме помали координативни тела, групи за социјална заштита, групи за инфраструктурен развој, групи за здравствена заштита, затоа што тука со нас се здравствени медиатори, ромски информативен центар, советник, местна заедница, ќе ги споиме сите надлежности наши, како да го добиеме она што треба да го добиеме и се разбира во рамки на законот и на можностите, ништо надвор од тоа и целата наша активност да се насочи исклучиво на институционално договарање. Сеидов рече дека за работата на координативното тело за почеток не побарале политичка поддршка од никого. Причината за тоа била потребата да се поврати изгубениот авторитет меѓу граѓаните, а во понатамошниот период дополнително ќе се разгледувале активностите на телото и правецот во кој тоа ќе действува.